Идејата беше многу одамна, уште од времето кога бев дете, дека имаме производители, регионот е голем, од 54 села, сите произведуваат нешто, ама никој за нив не чул и никој не дознал. Идејата ни беше да се собереме сите заедно, да покажеме што произведуваме и да пробаме да го заинтересираме најголемиот пазар, да речеме, во Македонија, околните градови, да поминат кај нас, да дојдат и да направат со нашите земјоделци контакт и договор за убавата храна. Да одгледуваат храна по порачка, можат по договор, ама со самото тоа тие ќе проведуваат доста време во на убав воздух. На убави бачи, пчеларници, бачила. Значи тоа беше првата идеја, пошто нас татко ми не носеше, ние сме градски деца, од село Заград сме, на 1100 метри надморска висина е селото на дедо ми. И ми кои доаѓавме ни беше настан. Деца од град во село, има све. Јајца, козички, овци. И нас тоа ни беше настан, доживување. И како растевме, тоа ни беше едва моментот кога ќе одиме на село. Сега кога пораснав, моите деца се градски деца, врзани за компјутери и друга технологија што си оди пропратно. И размислувавме како би било да се направи нешто, да се покаже дека ние имаме преубав регион со преубава храна и да му посакаат родителите си ги извадат децата од дома и да ги донесат. И тога и да излезе Сдруженијето, тоа само од себе некако си дојде, ама Сдруженијето е на сите семејни бизниси. Значи тука се сточарите, овоштарите, градинарите, пчеларите и туризмот. Со преубави ресторани стварно има поречието. Тука се и спелеолозите и рибарите. Сите ни даде огромна поддршка за ова да го формираме. Со нивна помош и се ја им предложив, реков, дај да направиме да се дознае за нас. Како? Од сите села да се собереме, секој село да се извади свој представник и тој представник да извади што е најдобро во селото. Ќе направиме еден настан со кој ќе може да се чуе за нас. Прво се замислија и после реком, ајде, можеме да го направиме, ќе пробаме, ќе биде. Ова е прв пат во поречието од овој тип. Обично правеле манифестации само пчелари, само сточари или само рибари, никогаш вака здружено и сите заедно. И јас сум и многу благодарна за нивното учество и големиот одзив. И многу сум благодарна на целокупното население и на општината. Сите сесрно помогна, сите служби што можеа. Федерација на фармери ни помогна во изготвување на проектот, Министерството за да го на јавниот повик да одговориме. И се тоа беше некако само од себе си течеше.
Поречието е преубаво, изобилува со се што ќе посакате. Прво имаме различита клима, имаме села кои имаат дури тропска клима, никогаш кај нив снег не паѓа. Тоа се покрај езерото Козјак, оние села, за да душа и теренот е све варовник. И тие се богати, да кажам, кај нив има и маслинка, дива маслинка. Има дури некои се смеат, вика, ми имаме и киви, имаме и грозја. Се кај нас, нова регион навамо, го немаме сето тоа, имаме јаболка, ореви, костени, ама не сите села. Одредени села имаат костени, одредени немаат. Зашто е така, не знам, така поднебието одговара, ама меѓутоа сите одгледуваат храна за себе и таа храна расте по дворовите. Поречкиот регион има екстензивно земјоделие, додека да речеме Струмица, Полок и Пелагонија имаат интензивно земјоделие. И овие наши земјоделци во Струмичко живат од земјоделието, да речам Полок и Пелагонија, додека ние преживуеме. Сега го бараме патот овај што не поврзува Самоков со Скопје како најголем пазар и најблизок за нас. Не зборам дека Брод, Прилеп, Тетово и Гостивар ми се далеку, меѓутоа Скопје има 700.000 жители. Доста е 500 до 1000 од нив да дојдат на викенд вамо кај нас. Да прошетат прво да видат каде расте таа храна. Цел ден ја грее сонце, ја дува ветар, пчели летат, мириса храната. И стварно не знам, ми е жал некој тоа да не го види, да не го доживее. Вистина е преубава. Моментално во Македонија нема нешто организиран пласман. Се надевам дека ќе работиме на тоа и во Министерство за тоа зборувавме, да се направи организиран настан за барем за органски лиценцираните медови, меѓутоа ние не сме некој сериозен производител на мед, како Македонија. Уште е тоа во зародиш, би рекла, пошто и самиот закон за пчеларење не е комплетен и е поделен во некои си 3 министерства. За еден документ треба да изодите 3 министерства за да може да функционирате. Ама мислам ќе биде добро. На наше задоволство овде наидовме на господин Венче, искусен пчелар. Ќе ни биде драго, еве гледаме дека има и нов производ, мед со тартуф. Дали може нешто накратко да ни кажете за мед? Може секако, значи како што знаеме покрај другите пчелни производи како што се мед, полен, прополис, млеч, прв пат оваа година промовираме еден производ, во ствари правиме комбинација на мед со тартуф. Тартуф тоа е онаа печурка која наоѓаат кучињата, издресирани кучиња, таа е под земја некаде од 10 до 30 сантиметри и незината благосостојба, мислим кога се конзумира има еден широк спектар, така да помага во ревитализација на сите органи кај човекот, помага во памтењето, ја зголемува значи мојта циркулацијата на крвта, мислим и сите буквално и се што му е потребно, а се користи и за повозрасни луѓе, мислим така да ја употребува за разни намени. Оваа година го промовирате овој производ? Па прв пат оваа година го промовираме овој производ, пошто досега беше као табу тема кај нас во Македонија, се мислеше дека не постои, меѓутоа еве сега во последно време има неколку луѓе кои што со дресирани кучиња го пронаоѓаат во нашите краишта, како што се Кумановскиот, Кожув, Планина, исто Поречкиот крај има дел од тие. Сега тоа е малце поскапа работа, меѓутоа секогаш викаме ако е нешто добро, парите не се важни. Производител сум на сирење и урда. Какво сирење произведувате? И моментално сега имам козјо сирење и урда. А иначе има овчето ми заврши одамна. Нашите производи, тоест медот, е претежно од пчели, како што некаде некои производители кажуваат дека составот е дали е багремов, дали е како што гледаме по маркетите. Нашиот мед, нашите пчели не знаат да бираат. Меѓутоа нашиот е планински, природен, мешан состав, така да 100% природен. Со традиција, семејството на мојот сопруг, неговиот дедо, неговиот татко, сега ние 3 генерации, што значи некаде околу 100 годишна традиција производство на мед од ова подрачје Поречкото. Па девојчињата се од село Самоков, ги облековме во носија са Бајлево, ме викна, пошто ние сме постари, и носите се од Порече, поднебието на Порече, од село Брес. Еве овде имаме две убави дечиња, ќе ги прашаме што им остави денеска ни впечаток од сирењето. Сирењето? Ви се допадна? Дали беше вкусно? Да. Многу вкусно? Да. Браво. Тебе што ти се допадна? Мене најголем впечаток ми остави прополисот. Прополис, го пробува прополисот? Да, и си купи. И си купи прополис? Да. Браво, како се викаш ти? Ивана. Како се презиваш? Трајкос. А ти што?
Никола Андреевски. Никола Андреевски. Фала дечиња.